Ратификацијата на договорот за стратешко партнерство е на дневниот ред на денешната седница во Собранието, но досегашните случувања најавуваат долга дебата. Седницата ја следи колешката Ивана Соколович Најдове, имаме во живо од Собранието. Ивана, што се случува таму? Да, Иван, долга седница, впрочем, два пати пратениците се обидуваат да започне дебатата со они обвинување на опозицијата уште и при донесувањето и гласањето за самиот дневен ред на кој што се најде и оваа точка, односно гласање за ратификацијата на договорот за стратешко партнерство меѓу двете влади на Македонија и Обединетото кралство. Опозицијата веднаш обвини дека ова е невиден преседан што се случува во парламентот, откако овој предлог закон за ратификација го помина еден дел од филтрите во матичните комисии, дека тој е практично ништовен и не може да се одлучува по него на пленарна седница, со обвинувања дека различни биле толкувањата на самиот договор, имено обвинувајќи дека ако Македонија го представува како договор ова стратешко партнерство, во англиската верзија стоело дека тоа е спогодба. Обвинуваат дека со ваквите забелешки, лоша превод и на функциите, овој договор е ништовен. Да ја погледнеме овој делот, оваа атмосфера од седницата. Ако ја видиме англиската верзија, каде што е потпишан договорот, ова е ништовен документ. Зошто е ништовен документ? Затоа што вика го потпишал Vice President of the Republic of North Macedonia. Значи, ние како држава немаме подпредседател на Република Северна Македонија. Таква функција последен беше Љупшо Ѓоргиевски. Замина. А во македонската верзија стои дека потпишал заменик председател на владата на Република Северна Македонија. Ако е вака, тогаш нема апсолутно важност ваков еден договор или спогодба, како сакате наречете го. Ивана, има ли некаков одговор или објаснување од страна на владата во однос на овие обвинувања од страна на координаторот на претеничката група на СДСМ? Така, по ова едночасовна пауза која побара Собранието да ги поправи сите овие недоследности или барем да даде одговори, седницата продолжи со истите обвинувања, но сега опозицијата доби и објаснување од страна на заменикот министр за надворешни работи Димитриевски, односно дека станувало збор за техничка грешка која што може да биде исправена. Еве го е неговиот одговор. Кога се потпишуваат меѓународни договори, се потпишуваат повеќе примероци во смисла на тоа англиска оригинална верзија, македонска оригинална верзија и преводи на двете верзии. Во случајов, според мене, она што успеав да го забележам од потписот, е настаната техничка грешка во делот на англиската верзија, не и во македонската, која што има соодветен превод и на англиски, туку во англиската. Овие прашања се разрешуваат на тој начин што се дава, фактички се разменуваат ноти и се поправа таа техничка грешка, инаку јасно е дека во име на владата на Република Северна Македонија го има потпишано вице-премиерот, односно Така, ова беше објаснувањето од страна на владата, но и покрај обвинувањето од страна на опозицијата, владеачкото мнозинство вели дека овој договор е историски чин за нашата држава, велат дека со инвестициите во повеќе области граѓаните ќе ги почувствуваат бенефитите кои што ќе им бидат пружани, имено најавувајќи бројни инфраструктурни инвестиции, меѓутоа и инвестиции во здравството, транспортот, енергетиката и дигитализацијата. Велат дека ја повикуваат опозицијата да биде конструктивна, велејќи дека сега е време да се качат, како што рекоа, на возот кој што е тргнат или да останат на станицата, да го пропуштат практично овој воз. Еве изјавата и на координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН Мицевски. Овој договор на Македонија ќе овозможи стратешка позиционираност во регионот, развој на инфраструктурата, здравството, енергетиката, науката, зацврстување на институциите. Македонија ќе може да ја направи железницата долж коридорот 10 во две железнички линии, од која едната ќе биде брза железница за возови над 160 км на час, а другата линија за товарен транспорт.
линијата за товарен транспорт ќе потигне стратешката важност на Македонија и ќе го зголеми протокот на стоки низ државава од пристаништата во Грција кон Средна Европа. Само по основ на транзит очекувано е државата секоја година да инкасира по 100 до 120 милиони евра. Ивана, денеска брифинг со медиумите имаше и председателот на Собранието Африм Гаши. Како тој гледа на сите овие случувања и конкретно на договорот за стратешко партнерство? Така, Иван, денеска брифинг попладнево практично имаше и првиот човек на македонскиот парламент Гачи, кој што образложувајќи што се е направено за една година откако тој стапи на функцијата, го спомена токму и денешното гласање за овој закон за стратешко партнерство меѓу двете влади, велејќи дека тоа уште е еден доказ колку мнозинството и власта се посветени во интерес на граѓаните и носење на вакви проекти кои што ќе донесат бенефит за сите. Еве го неговиот став. Денеска и во дневниот ред се усвои и ќе се ратификува договорот со Велика Британија за 6 милиарди евра инвестиции конкретни во инфраструктурни со одредени проекти кои се наведени таму. Мислам дека на повидок е успешна година кој очекуваме дека ќе влијае во животот на сите граѓани. Ивана, сето ова што го слушнавме најавува очекувања за долга дебата денеска во Собранието. Какви се најавите таму? Токму така, Иван, на долга дебата денеска не очекува овде во парламентот со оглед на тоа дека за збор токму за оваа точка, односно за ратификацијата на договорот за стратешко партнерство, за збор се пријавени 9 пратеници, но и најавите за бројни реплики по овие земани збора за да се каже ставот на опозицијата, меѓутоа и на владеачкото мнозинство најавува долг ден според оние информации кои што ги добиваме од собраниските служби. Она што е јасно е дека до крајот на денот треба да биде изгласано, односно да се ратификува овој предлог закон за стратешкото партнерство и најавите се дека тоа би се случило некаде по 20 часот. Како ќе тече расправата, сега ќе следиме во текот и на наредните вести. Ќе ги следиме случувањата, најновите ќе ги имаме во Централниот дневник. Ивана, благодарам за овие информации.